Зголемени платите на професорите за 14%. Трансавия ја обнови линијата Амстердам – Скопје. Новиот директор на FBI го повика Конгресот. Франција и Велика Британија не постигнаа договор за примирие во Украина. Вистинското време за кафе може да го промени вашиот ден. Ќе профункционира ли плогин концептот во Македонија? Министерката за образование и наука, Весна Јаневска, истакна дека владата ги зголеми платите на универзитетските професори за 14% со цел да се подобри квалитетот на високото образование. Таа нагласи дека со ова зголемување се очекува професорите да бидат вистински ментори на студентите, помагајќи им да стекнат поквалитетни знаења и вештини, додека паралелно работат на својата научна надградба и објавуваат трудови. Дополнително, Јаневска посочи дека платите на наставниците ќе бидат израмнети според колективниот договор и ќе изнесуваат 36.000 денари. Таа истакна дека наставниците ќе имаат кариерно напредување, при што ќе им бидат признаени сите достигнувања во нивниот професионален живот, како што се магистериуми, докторати, наставник-ментор и наставник-советник, кои ќе бидат соодветно наградени и евалуирани за својата работа. По повеќе од 12 години пауза, холандската нискобуџетна авиокомпанија Трансавија ја обнови авиолинијата меѓу Амстердам и Скопје. Првиот лет беше пречекан на 2 март 2025 година во 21 часот на меѓународниот аеродром Скопје. Трансавија ќе оперира 2 пати неделно на релацијата Амстердам-Скопје-Амстердам. Во четврток, авионите ќе пристигнуваат во Скопје во 9 часот и 35 минути и ќе полетуваат кон Амстердам во 10 часот и 25 минути. Во недела, пристигнувањето во Скопје е во 20 часот и 45 минути, а полетувањето кон Амстердам во 21 часот и 35 минути. Од ТАВ Македонија истакнаа дека оваа линија значително ќе ја подобри поврзаноста на земјата со Западна Европа, нудејќи нови можности за патници од бизнис и туристичкиот сектор. Дополнително се очекува оваа линија да ја користат и македонските иселеници во Холандија и околните земји. Билетите за новата рута веќе се достапни преку веб-страницата на Трансавија и туристичките агенции. Цените варираат во зависност од сезоната и побарувачката, а компанијата најави поволни промоции за првите месеци од операциите. Новиот директор на Федералното биро за истраги, Каш Пател, беше повикан да сведочи пред Конгресот на САД. Пател, кој беше потврден од Сенатот пред околу 5 месеци, се соочува со прашања во врска со неговото претходно работење и насоката во која планира да го насочи FBI. Конгресот изрази загриженост за некои одлуки и активности на Пател пред неговото именување, барајќи објаснувања и планови за идните приоритети на агенцијата. Сведочењето се очекува да биде клучно за утврдување на насоката на работењето на FBI во следните години. Критичарите на Пател побараа прецизност во неговите изјави и отчетност во управувањето со агенцијата, особено во поглед на контроверзните активности од минатото. Пател ќе мора да ги објасни и стратегиите за справување со растечката закана од кибернапади, како и начинот на кој ќе се справува со внатрешните истраги во рамките на FBI. Ова сведочење пред Конгресот ќе игра клучна улога во обликувањето на идните стратегии и приоритети на Федералното биро за истраги, особено во време кога агенцијата се соочува со нови предизвици на домашен и меѓународен план. Британскиот министер за вооружени сили, Лук Полард, изјави дека Франција и Велика Британија не постигнале договор за едномесечно примирие во Украина. Оваа изјава доаѓа откако францускиот претседател, Емануел Макрон, во интервју за француски весник по самитот во Лондон, најави примирие меѓу двете страни во конфликтот. Полард нагласи дека се водат приватни разговори за различни опции, но дека е важно да се изгради план што ќе донесе траен мир што е можно поскоро. Председателот Макрон предложи план кој вклучува едномесечен прекин на огнот што би се однесувал на воздушните, морските и енергетските напади, додека копнените борби би биле опфатени по истекот на овој период, со безбедносни гаранции од француската и британската војска. Овој предлог беше изнесен по самитот во Лондон, каде европските лидери разговараа за постигнување мир во Украина, 2 дена по средбата меѓу украинскиот претседател Володимир Зеленски и американскиот претседател Доналд Трамп. Според последните информации, Велика Британија и Франција ќе работат на свој план за мир во Украина, откако претседателот Макрон предложи едномесечно примирие. Британскиот премиер Кейр Стармер и францускиот претседател Емануел Макрон се согласија да започнат независни преговори, одвоено од разговорите меѓу САД и Русија, со цел да се стави крај на конфликтот во Украина. Стармер истакна дека е потребен побрз и поприфатлив пристап, вклучувајќи коалиција на заинтересирани држави. И покрај напорите на европските лидери, Креми ги критикуваше резултатите од самитот во Лондон, тврдејќи дека ветувањата за финансиска помош ќе го продолжат конфликтот наместо да донесат мир. Креми истакна дека треба да се фокусира на промената на пристапот на претседателот Зеленски, наместо на дополнителна финансиска и воена поддршка.
Вистина е дека утринското кафе не е само навика, многумина го сметаат за неопходен почеток на денот. Но, според научниците, времето на консумирање кафе може значително да влијае на нашата будност и концентрација. Вистина е дека кортизолот, хормонот што не буди, го достигнува својот врв околу половина час по будењето. Затоа, најдобро е кафето да се пие околу 90 минути подоцна, кога нивото на кортизол почнува да опаѓа, овозможувајќи подолго чувство на будност. Вистина е дека и времето на последното кафе во денот е важно. Според нутриционистката Либи Галвин, најдобро е да се избегнува внесување кофеин по ручек, бидејќи неговите ефекти можат да траат до 10 часа. Вистина е дека кафето може да го продолжи животот. Студија објавена во Aging Research Reviews покажува дека редовната умерена консумација може да го зголеми животниот век и до 2 години. Сепак, прекумерното пиење може да предизвика несакани ефекти како немир и тахикардија. Вистина е дека кофеинот не влијае на сите луѓе на ист начин. Некои можат да пијат кафе доцна на вечер без проблем, додека други може да почувствуваат несоница дури и од едно попладневно еспресо. Индивидуалната толеранција зависи од генетиката и метаболизмот. Вистина е дека начинот на подготовка на кафето игра важна улога во неговите ефекти. Например, филтрираното кафе има помалку масла што можат да го зголемат холестеролот, додека еспресото содржи поголема концентрација на кофеин во помала количина течност. Вистина е дека кафето може да го подобри варењето и да помогне во забрзување на метаболизмот. Некои студии покажуваат дека умерената консумација може да придонесе за подобра работа на дигестивниот систем и дури да помогне во согорувањето на мастите. Вистина е дека квалитетот на кафето е подеднакво важен како и времето на консумација. Органското кафе, без додадени адитиви и хемикалии, нуди почист и подобар вкус, а воедно е и поздрава опција за секојдневна консумација. Плогин е концепт што комбинира џогирање со собирање отпад, популаризиран во Скандинавија како еколошка иницијатива. Овој тренд поттикнува здрав животен стил додека истовремено придонесува за почиста околина. Во Македонија, интересот за вакви акции е се уште мал, иако постојат иницијативи за организирани чистења. Проблем представува ниската еколошка свест и недостатокот на поддршка од локалните власти. Сепак, со зголемена промоција и вклучување на младите, Плогин би можел да заживее и кај нас. Групни акции, поддржани од екоорганизации и општините, би можеле да ги поттикнат граѓаните да се вклучат. Останува да се види дали македонската јавност ќе го прифати овој концепт како начин за здрава и еколошки свесна активност или ќе остане само како тренд што нема да заживее. Зголемени платите на професорите за 14%. Трансавија ја обнови линијата Амстердам, Скопје. Новиот директор на FBI го повика Конгресот. Франција и Велика Британија не постигнаа договор за примирие во Украина. Вистинското време за кафе може да го промени вашиот ден. Ќе профункционира ли плогин концептот во Македонија?